Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Талалеј и светиот маченик Аскалон. Светиот маченик Талалеј родум е од Либан од таткове Руки и мајка Ромилија. 18 годишно момче, лично по изглед и телесен раст, со жолто-црвена коса, по занимање лекар, пострадал за Христа во времето на царувањето на Нумерии, кога храбро ја исповедал својата вера во Христа Господа пред судијата мачител, овој им наредил на двајцата джелати Александар и Астерий со сврдел да му ги извртат колената, да провнат врвка низ продупчените коски и да го обесат на дрво. Но на джелатите некоја невидлива сила Божја како да им го одзела видот, та наместо Талалеја тие издупчиле една штица и ја обесиле на дрвото. Кога ова го дознал мачителот, помислил дека джелатите тоа намерно го сториле, па наредил да ги удираат. Тогаш Александар и Астерий при удирањето повикале: "Жив ни Господ, од сега и ние постануваме христијани. Веруваме во Христа и страдаме за Него." Како го слушнал ова мачителот, та наредил и со меч ги исекле. Тогаш самиот мачител го зел сврделот за сам да му ги продупчи колената на Талалеј, но му се фатиле рацете и тој се молел Талалеј да го спаси, што незлобивиот Христов маченик со молитва и го направил. Потоа бил фрлен во вода, но се јавил жив пред мачителот. Бидејќи во себе Талалеј го молел Бога да не умре веднаш, туку да му се продолжат магите. Кога бил фрлен пред зверови, зверовите му ги лижеле нозете и се умилкувале околу него. Најпосле било безглавен со меч и се преселил во вечниот живот во 284 година. Спаси Святому Духу.
воливи спасенија нашего ради, во плоти ти сја од свјатија Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи висја, распнисјаже Христе Боже, смертију смрт поправи, един си свјатија Тројци, спрославјаеми Отцу и Свјатому Духу, спаси Светиот маченик Аскалон пострадал во Антиној египетски град во времето на Диоклецијан, бил биен, стружен, со свеќи нагоруван, но останал до крајот непоколебан во верата. Кога мачителот Аријан се провозувал со лагја преку Нил, Аскалон со молитва ја сопрел лагјата на средина на реката и не ја дозволил да се помрне додека Аријан не напишал дека верува во Христа како во единствен и семоќен Бог. Но припишувајќи го тоа чудо на магиска вештина на Аскалон, мачителот заборавил што напишал и продолжил да го мачи Божиот човек и понатаму. Најпосле на Аскалона му врзале камен за вратот и го фрлиле во реката Нил. Третиот ден христијаните го нашле телото на Аскалон на брегот заедно со каменот на вратот, како што пред смртта светиот маченик им прорекол, и чесно го погребале во 287 година. Со него пострадал и светиот маченик Леонид, а нивниот мачител Аријан подоцна се покајал, поверувал во Христа од се срце и јавно почнал да ја искажува својата вера пред незнабожците. Тогаш незнабожците и него го убиле, па и Аријан, некогашниот мачител на христијаните, се удостоил со маченички венец за Христа.
Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец.